Добар ден, почитувани колеги. Денешното предавање е дел од предавањата кои што се во склоп на етиологијата на пародонталната болест, а се однесува на травматската оклузија и нејзиното влијание врз самата пародонтопатија како заболување. Според планот кој што беше предвиден, ова е последно предавање до колоквиумската недела, која што секако нема да се одржи во периодот кој што беше предвиден. Од понеделник ќе продолжат понатаму другите предавања кои што се предвидени по овој предмет. Иако со ова предавање се затаќа голем дел од интернетот скрипта која што вие учите, именно заклучно со ова предавање. Бројот на страните во интернетот скрипта е 150 страни, предвидено за учење, но не се од интернетот скрипта е потребно вие да го учите. Особено оној дел кој што се однесуваше на микробиологијата на пародонталната болест. Голем број на страници и содржини не е потребно до детали да се изучуваат. Поради тоа се и овие предавања кои што јас ги подготвувам, за да можете точно да селектирате она што е потребно да го изучувате. Понатаму, за целиот материјал кој што ќе треба да го совладате, продолжува од 151-та страна таска и до крај на интернета скрипта, за кои што делови, за која што материја ќе ви бидат дадени дополнително предавања. Но да се надоврзам на самиот почеток што го кажав за травматската оклузија и нејзиното влијание на пародонталната болест. Вие секако и од предметите кои што досега сте ги учеле, особено од гинекологија, знаете дека врз забите секојдневно делуваат различни сили. Тие сили настануваат во текот на жвакањето, а наречени се секако мастикаторни сили кои што делуваат на забите како резултат на несвесни навики од типот на стискање на забите, во текот на голтањето, па дури во текот на говорењето доаѓа до допирање на забите и определено делување на силите. Секако, силите кои што делуваат на забите не се секогаш штетни за забите. Тие се дури и во физиолошки рамки потребни за одржување на здравјето на пародонтот. Но во одредени состојби, во одредени ситуации доаѓа и до негативни последици од делувањето на силите врз пародонтот. Негативните последици од делувањето на силите настануваат кога силите се со интензитет под физиолошката граница на пародонтот, под физиолошката граница на издржливост. Значи, ако не делуваат силите врз забот, тогаш недостасува физиолошкиот стимулативен ефект на силата врз пародонтот и при тоа настануваат одредени атрофични промени врз самите пародонтални ткива. Исто така, штетни последици за пародонтот настануваат кога силите кои што делуваат врз забите со интензитет над физиолошките граници кои што може пародонтот да ги издржи. Тогаш, штетните последици врз пародонтот од делување на силите се особено изразени доколку пародонтот е зафатен и со одредени инфламаторни промени. Поими кои што треба да се разграничат за добро разбирање на оваа материја се наведени на овој слайд и ви обрнувам внимание на нив. Што значи предвремен контакт? Предвремен контакт подразбира заб или група на заби кои доаѓаат во контакт пред останатите заби при затворање на вилиците или при латералните движења на мандибулата. Тоа е предвремен контакт. Што представува пак травматски контакт? Соодносот на забите кои што предвреме доаѓаат во контакт се нарекува травматски контакт.
Значи, постои разлика помеѓу овие два поими. Предвремениот контакт е кога зад или група на заби доаѓа во контакт пред останатите заби, а тој сооднос на тие заби е наречен трауматски контакт. Особена разлика треба да се прави помеѓу поимите трауматска оклузија и оклузален трауматизам. Голем број од колегите ги поистоветуваат овие поими. Но, колеги, самото име на поимот, погледнете го, трауматска оклузија, тоа е значи оклузија, а оклузален трауматизам е некакво оштетување. Затоа, трауматска оклузија представува оклузија при која е присутен предвремен контакт, а при таква оклузија настанува оштетување на пародонтот, а дури на мастикаторните мускули, а во одредени екстремни случаи и на темпоромандибуларниот зглоб. Што представува оклузален травматизам? Тој представува оштетување на пародонталните ткива, кое настанало како последица на делување на травматските сили или на травматската оклузија. Значи, оклузалниот травматизам е последица, а причина за таа последица е травматската оклузија. И затоа ве молам, немојте да ги мешате овие два поими. Особено значајно е да се разгледат и да се знаат карактеристиките на силите кои што делуваат на забите и потпорниот апарат на забите секако. Грубо се делат на две карактеристики. Квантитативни карактеристики на силите и квалитативни карактеристики на силите. Самиот поим квантитативни значи дека тоа нешто може да се измери. Тука спаѓа јачината на силата, времетраењето на силата и честотата или фреквентноста на делување на силата. Сите овие карактеристики на силата можат да бидат измерени. Квалитативни карактеристики на силата се насока на делување на силата и точка на делување на силата. На овој слайд и оваа фотографија е прикажано како јачината на силата делува, како таа влијае врз самата состојба на пародонтот. На сликата под број 7 е прикажано кога силата која што делува врз подпорниот апарат на забот е во физиолошки граници, а пародонтот е интактен, со курсорот ви го покажувам тоа, значи имаме очувана висина на пародонтот, нема заболување на пародонтот, силата е во физиолошки граници и при тоа нема никакво оштетување на пародонталните ткива. На сликата под број 2 има дејство на сила која што е во физиолошките граници, не е појака од физиолошките граници кои што може да ги поднесе пародонтот, но погледнете што имате на оваа втора слика прикажано. Имате намалена висина на пародонтот. Што значи тоа? Имате веќе ресорбција на алвеоларната коска, овој пародонт е зафатен со пародонтална болест и на таков пародонт, ако делуваат сили во физиолошки граници, кои што делуваат подолготрајно, тие предизвикуваат понатамошна деструкција на пародонтот. На сликата под број 3 е прикажан пародонт кој што е со очувана висина, каде што не е присутна пародонтопатија, но врз тој пародонт делува многу појака сила од физиолошките сили кои што делуваат на забот, при што на ваков зап пародонтот може да биде успешно адаптиран, може успешно да се адаптира на тоа дејство на силата или пак да настане определено оштетување. На сликата под број 4 имате една адаптација успешна на пародонтот при дејство на појака сила. И на сликата под број 5 можете да забележите како се спротивставува еден заболен пародонт
врз сила која што делува со поголем интензитет. Тој заболен пародонт и дејство на сила со појак интензитет ќе предизвика многу поголеми оштетувања на пародонтот. Што значи, јачината на силата која што делува врз пародонтот во голема мерка зависи од самата состојба на пародонтот. Доколку делуваат сили кои што се појаки, меѓутоа во многу краток интервал, а пародонтот е сочуван, здрав, отпорен, тогаш не може да настане некакво штетно дејство врз самиот пародонт. Доколку пак силите се многу почести, пофреквентни, дури и помали појачња може да направат поголемо штетно дејство на пародонтот. Со ова навлеговме и во онаа друга карактеристика квантитативна на силата, а тоа е честотата на делување. Еве во токму тоа е прикажано и на овој слайд, оно што веќе ви го спомнав. Јаки сили кои се краткотрајни предизвикуваат реверзибилни промени на пародонтот. Значи, може да дојде до репарација на пародонтот, ако силите се јаки, меѓутоа многу кратко делуваат. Сили кои што се со послаб интензитет, но кои делуваат многу подолго, може да предизвикаат поголеми оштетувања, особено ако на тој пародонт е присутна инфламација. Сила која делува со поголема фреквенција, многу почесто е поштетна за пародонтот. Може би поинтересни за разгледување се квалитативните карактеристики на делување на силите и според насоката на делување на силата како една од карактеристиките, грубо може да бидат силите поделени на два вида на сили, на вертикални сили и хоризонтални сили кои што делуваат на зъбите. Иако во текот на жвакањето, во текот на говорењето, лутањето, врз зъбите делуваат сили од најразлични насоки. Меѓутоа, грубо реков дека може да бидат поделени во две групи, а тоа се вертикална и хоризонтална насока на делување. Погледнете сликата од левата страна, има дејство на вертикална сила. При делување на вертикалната сила, во најголем дел на неите се суставуваат костите периодонтални влакна, а вие знаете дека во периодонциумот се најбројни токму тие кости периодонтални влакна. Што се случува при дејство на вертикална сила врз забот? Во предел на костите периодонтални влакна, бидејќи силата се стреми да го стисне забот во алвеолата, доаѓа до влечење на костите периодонтални влакна, овие што ви ги покажувам со курсорот, и таа зона е наречена зона на влеча на влакната или зона на тензија. Погледнете што се случува на овој простор означен со број 2. Во апикалниот дел на периодонциумот. Тука имаме притискање на апикалните периодонтални влакна. Значи, при делување на вертикалната сила, косите периодонтални влакна, кои што се најбројни, се влечат, односно тука имаме зона на влеча на влакната, а апикалните периодонтални влакна, во апикалниот дел на периодонциумот имаме зона на притисок. И тоа е можеби дори полесно за разбирање. Но погледнете кога делува хоризонталната сила, на различни делови од периодонталниот простор, од една иста страна, настануваат зони на влеча на влакната и зони на притисок. Тоа е така заради хипомоклионот на забот, односно најголемото стеснување на периодонталниот простор. Кога зборувавме за периодонталниот простор, помнавме дека најголемо стеснување на периодонталниот простор забележуваме на границата помеѓу средната третина и апикалната третина на коренот на забот. Тоа најголемо стеснување на периодонталниот простор се нарекува и хипомоклион на забот. Погледнете
тоа е всушност точка на ротација на забот. Погледнете што се случува кога делува хоризонтална сила. На противната страна од делувањето на силата, во зоната над хипомоклионот на забот, доаѓа до појава на зона на притисок. Од истата страна, од која што делува хоризонталната сила, под хипомоклионот на забот е присутна таа зона на притисок. Каде се наоѓа зона на влечата на влакната? Зоната на влечата на влакната, кој што се прикажани со број 1, се наоѓа од истата страна од која што делува силата над хипомоклионот на забот и на противната страна од која што делува силата под хипомоклионот на забот. Затоа што силата која што делува на забот хоризонтално се стреми да го помести забот во хоризонтална насока. На оваа сила се спротивставуваат помал број на хоризонтални влакна кои што се наоѓаат во коронарната третина од периодонциумот. И затоа велиме дека хоризонталните сили се поштетни на забот. За забот отколку вертикалните сили кои што делуваат врз забите. Уште еднаш повторувам, погледнете оваа слика на хоризонтално делување на силите врз забите и тука се разликуваат зони на влечење на влакната, а зони за навлечење на влакната се наоѓаат на спротивната страна од делувањето на силата под хипомоклионот и на истата страна од делувањето на силата над хипомоклионот. Зоната на притисок на влакната се наоѓа на спротивната страна од делувањето на силата над хипомоклионот и на истата страна од делувањето на силата под хипомоклионот. Тоа е така заради точката на ротација на забот, односно хипомоклионот кој што се наоѓа на границата помеѓу средната и апикалната третина на коренот на забот. Ги видовме зоните на влеча на влакната и зоните на притисок. Но она што е уште побитно е што се случува во овие зони на притисок и зона на влеча на влакната. При дејството на силите на забот, особено кога се тие појаки и кога имаме здрав пародонт, доаѓа до адаптација на пародонтот на оваа изменета функција. Што конкретно се случува во зоната на притисок? Се зголемува пропустливоста на крвните садови, во одредени делови доаѓа дури до тромбозирање на крвните садови во периодонциумот, значи зборуваме за промените во периодонциумот. И доаѓа дури до дезорганизација на периодонталните влакна. Ако тие, кога не делува сила, се поставени и се протегаат од алвеоларната коска до цементот на коренот на забот, при една ваква адаптација доаѓа до нивна дезорганизација. Во периодонциумот знаете дека се присутни и клетки, особено остеобласти и остеокласти. Доколку при ваквата адаптација на пародонтот на зголемена функција, клетките во периодонциумот се витални, виталните остеокласти ќе се најдат, ќе бидат присутни на површината на алвеоларната коска, односно на површината на алвеоларната чашка, при што ќе настане директна ресорпција на алвеоларната коска. Доколку клетките не се витални, што значи ако делува многу јака, силна, интензивна сила, која што ќе предизвика дури и некроза на самите клетки, тогаш нема остеокласти витални на самата површина на алвеоларната коска, на самата површина на алвеоларната чашка, туку витални остеокласти се сретнуваат во внатрешноста на спонгиозната коска, во пределот на интертрабекуларните простори во коскената срцевина. И таквите витални остеокласти кои што се наоѓаат во самата коскена срцевина помеѓу трабекулите ќе предизвикаат индиректна ресорпција на алвеоларната коска или подминирачка. Повторувам,
кога делуваат сили кои што се со помал интензитет и имаме витални остеокласти, тие се присутни на видот на алвеоларната чашка и доведуваат до рамномерна ресорбција на алвеоларната коска, додека пак, кога се нема присутни витални остеокласти, кога делува многу силна, многу јака сила, која што предизвикала некроза предизвикала да не постојат витални остеокласти на самиот вид на алвеоларната чашка, виталните остеокласти се присутни во подлабоките делови на коската интертрапекуларно и на тој начин се случува таа индиректна или подминирачка ресорбција на алвеоларната коска. Во зоната на влечење пак на влакната доаѓа до апозиција на коска. Ова што претходно го дискутирам, дали се работи за витални остеокласти или авитални класти на видот на алвеоларната чашка, сепак настанува ресорбција во зоната на притиск. Во зоната на тензија обратен процес настанува, кај што имаме влечење на периодонталните влакна, се создава нова коска, велиме има апозиција на коска, а се со цел да се задржи широчината на периодонталниот простор. Овие механизми на адаптација во зоната на притисок и зоната на тензија се резултат на спротивставување на забот на дејството на појаките сили, спротивставување на пародонталните ткива на дејството на појаките сили. Притоа, забот почнува дури и да се луксира. Силата делува и понатаму врз забот и кога ќе дојде до поместување на забот, не збориме за некои големи поместувања повеќе милиметри, дел од милиметарот, кога забот ќе достигне положбата во која ќе се неутрализира дејството на силата, доаѓа до репарација, односно заздравување на пародонталните ткива и повторно забот се зацврстува во новата положба во која што се поместил, веќе престанува луксацијата. Тоа е, колеги, типично за ортодонското поместување на зъбите. И велиме дека при ортодонското поместување на зъбите, кога е здрав пародонтот, нема да се појави ниту гингивална инфламација, ниту губиток на епителниот и сврзноткивниот припој, се додека забот не се поместува надвор од алвеоларните процеси. Ако силата при ортодонската терапија е толку голема која што се дозира, и забот се поместува надвор од алвеоларните процеси, тогаш може да дојде и до оштетување на пародонталните ткива. Затоа, запомнете дека е задолжително потребен пародонтален третман пред било каков ортодонски третман, доколку вие делувате со сила ортодонска на еден пародонт кој што е запатен со гингивална инфламација, тогаш штетните последици за пародонтот се неминовни. Еве на овој слайд е прикажано водили поместување на сликата десно, кое што е идеално да се постигне при една ортодонска терапија, и наведнување на сликата лево, кое што се случува најчесто кога имаме екстрахиран зъб, а не надоместен. Ова се до сега што го зборувавме се однесуваше на насоката на делување на силата и на тоа на кој начин се адаптира пародонтот на настанатата ситуација. Точката на делување на силата е една од квалитативните карактеристики на силата и се вели дека колку точката на делување на силата е подалеку од точката на ротација на забот, особено се однесува на хоризонталните сили, колеги. Колку е таа подалеку од точката на ротација, односно од хипомоклионот, тогаш штетниот ефект на силата е поголем. Кога е присутна пародонтопатија, се намалува висината на пародонтот, имаме ресорбција на алвеоларната коска и при таква ситуација силите кои што делуваат на зъбите се многу поштетни, бидејќи
се многу поблиску до точката на ротација на зъбите. Разследбата и насочувањето на мастикаторните сили кои што делуваат на зъбите зависи од големината, обликот и костината на туберите на зъбите, зависи од контактната точка помеѓу зъбите, како и од положбата на зъбите во зъбниот низ. Колку се поголеми туберите, колку се поизразени костините на зъбите, толку штетниот ефект на силата која што делува на зъбот е поголем. Тоа е така заради тоа што резултантата на делување на силите кога се многу високи туберите и кога костините се изразени, резултантата на делување на силите е нивно хоризонтално насочување. А хоризонталните сили видовме дека се поштетни за зъбите во споредба со вертикалните сили. Ова е потребно да го знаете, особено доколку работите протетика и кај пациентите кои што е потребно протетски надоместок, типот на фиксните протетски надоместоци, кога се моделираат вештачките коронки. Доколку имате повозрастен пациент, каде што имате абразија на зъбите, вие секако морате да водите сметка за тоа. Вештачката коронка која што ќе го надоместува зъбот, не треба да биде со изразени силни тубери, со изразени костини, бидејќи тоа ќе предизвика едно травматско оштетување на пародонтот, бидејќи силите кои што делуваат на зъбите, нивната резултанта на делување ќе биде хоризонтално насочена. Затоа е потребно ова да се знае. Контактната точка помеѓу зъбите е многу битна и за неја стана збори уште кога зборувавме за јатрогените фактори кои што влијаат врз појавата на пародонтопатијата. Имено, благодарение на присуството на контактната точка, во физиолошки услови, резултантата на делување на силите е насочена кон мезијално. Значи, од двете страни на вилиците, кога делуваат силите, нивна неутрализација и од левата и од десната настанува во предел на централните инцизиви. Замислете случај ако се екстрахирани првиот горен молар и вториот премолар, тогаш се достапуваат и контактни точки, доаѓа до мезиализирање на зъбите. Дејството на силите ќе биде сконцентрирано на зъб или на група на зъби, а последица на тоа е оштетување на пародонтот. Имено, доколку е екстрахирана првиот молар од десната страна, тогаш силите кои што действуваат од десната страна на вилиците нема да се неутрализираат во предел на централните инцизиви, туку ќе се неутрализира и доминантна сила ќе делува на латералниот инцизив од противната страна, на левата страна, затоа што имате екстрахиран прв молар од десната страна. Тоа отсуство на контакт помеѓу зъбите ќе предизвика на противната страна од каде што е екстрахиран зъбот травматско оштетување на латералниот инцизив најчесто и ќе дојде до едно расклатување, па дури ако во подолг временски период па така остане и дури до губење на зъбот. Што представува хиперфункција на пародонтот? Кога делуваат појаки сили од физиолошките врз пародонтот, во еден подолг временски период, велиме дека настанува хиперфункција на пародонтот, затоа што пародонталните ткива се спремат да се спротивставуваат на тие појаки сили. При тоа се разликува примарен оклузален травматизам, значи оклузален травматизам во самиот почеток го дефиниравме, промените кои што настануваат на пародонтот, оштетувањата кои што настануваат на пародонтот, се оклузален травматизам. Разликуваме примарен оклузален травматизам при хиперпојако делување на силите на пародонтот и секундарен оклузален травматизам. Примарниот оклузален травматизам е кога делуваат појаки сили
Врз здрав пародонт, додека пак секундарен оклузален травматизам настанува кога делуваат појаки сили врз веќе заболен пародонт. Кои се причините за примарен оклузален травматизам? Тој може да биде локализиран и генерализиран. Локализиран примарен оклузален травматизам кај еден здрав пародонт настанува кога имаме конзервативни или пак просетски дановесоци кои што се во суpraоклузија, кога се случува да настане инклинирање на задите заради екстракција на соседните зади. Типичен пример е доколку е екстракиран, да речеме, до првиот молар во мандибулата, вториот молар од мандибулата мезијално ќе се инклинира, а неговите дистални тубери ќе дојдат во суpraоклузија. Или пак при ортодонско поместување на задите на неправилна ортодонска терапија може да предизвика локализиран оклузален травматизам. Генерализиран оклузален травматизам најчесто настанува при одредени лоши навики и парафункција типот на бруксизам. Кај примарниот оклузален травматизам, тоа е дејство на појаки сили во здрав пародонт, разликуваме успешна и неуспешна адаптација на пародонтот. Што подразбира успешна адаптација на пародонтот? При успешната адаптација на пародонтот настанува зајакнување на целата структура на пародонтот. Тоа ви е прикажано на овие фотографии. Доаѓа до задебелување на надворешните компактни плочи радоарата коска, задебелување на периодонталните влакна во периодонциумот, зголемување на нивниот број и заземање најповолна позиција, најповолна положба во периодонталниот простор за спротивставување на појаките сили. Се задебелува и внатрешната компакта, односно на вистинска алвеоларна коска или алвеоларната чашка. Периодонталниот простор е проширен. Прашање зошто е проширен периодонталниот простор? Затоа што доаѓа до задебелување на периодонталните влакна, затоа што доаѓа до зголемување на нивниот број, поради тоа доаѓа и до проширување на периодонталниот простор. Дури во одредени случаи се забележува и задебелување на цементот. Во спонгиозната коска исто така доаѓа до задебелување на самите трабекули, а стеснување на интертрабекуларните простори. Не само што се задебелуваат трабекулите, доаѓа и до нивно зголемување. Значи, целиот пародонт и оваа успешна адаптација на пародонтот доаѓа до негово зајакнување на сите негови структури, видовте и периодонталните влакна, и вистинската алвеоларна коска, и подкожната алвеоларна коска. Сите структури се задебелуваат, се зголемува нивниот број на трабекулите на периодонталните влакна, а се со цел да се спротивстават на зголемените потреби на пародонтот кои што настануваат од дејството на појаките сили. При неуспешна веќе адаптација на пародонтот, кога веќе забот ќе мора да подлегне на дејството на силата и да се помести во одредена насока, што се случува? Се проширува периодонталниот простор во вид на инка. Тоа е она карактеристично што може да се забележи на рентгенската снимка при постојање на оклузален травматизам, проширување на периодонталниот простор во короналниот дел во вид на инка. Целиот периодонтален простор е тука проширен, исто како кај успешната адаптација. Меѓутоа, кај успешната адаптација, проширувањето на периодонталниот простор е како резултат на хипертрофија на периодонталните влакна и зголемување на нивниот број. А кај неуспешната адаптација на пародонтот е заради дури кинење на одредени периодонтални влакна и разградба на алвеоларната коска, а дури и до ресорција на цементот може да дојде. И поради тоа се проширува целиот периодонтален простор. Организмот при и понатамошното делување на силите, кога веќе пародонтот не може да се спротивстави на тоа дејство на силата, се обидува со процеси на репарација да ги надомести изгубените пародонтални ткива. Репараторните процеси се сепак недоволни и забите
се поместуваат и завземаат положба со која што го избегнуваат понатамошното дејство на окузалните сили. На овој начин, велиме, настанува адаптивно ремоделирање на пародонталните ткива. И, колеги, запомнете, ако пародонтот е здрав, не е запатен со пародонтопатија, сите овие процеси, кои што доведува до адаптивно ремоделирање на пародонталните ткива, не мора да значи дека ќе бидат штетни за пародонтот. Реакцијата на ткивото на пародонтот за делување на појаки сили, велиме дека се одвива во 3 фази: оштетување, од дејство на силата, како резултат на тоа пародонтот се брани и се репарираат одделни пародонтални ткива, и ремоделирање со цел пародонтот да се адаптира на новонастанатата ситуација. Во текот на неуспешната адаптација на пародонтот можат да се забележат и одредени клинички знаци на присутната трауматска оклузија. Тие клинички знаци се луксација и миграција дури на зъбите. Често пати се забележуваат едни рамни површини, така наречени патолошки абразивни фасети на зъбите, кои што можат убаво да се забележат ако со пустер земете и силно оддувате со сув воздух на површината на зъбот. Зъбите се чувствителни на перкусија, се јавува болка која што ирадира длабоко во вилицата. Многу често пациентите, кога постои презремен контакт на зъбите, се жалат на таква болка, не можат точно да ја дефинират, меѓутоа длабоко во вилицата болката ирадира. Задебелување на маргиналната гингива е исто така клинички знак кој што е карактеристичен за постоење на трауматска оклузија, а тие задебелувања на маргиналната гингива се наречени мекколови семилунарни задебелувања и многу честа појава се така наречените Стилманови цепнатини на маргиналната гингива во вид на расцепи на самата маргинална гингива. Сите настанати промени во текот на примарниот оклузален трауматизам имаат реверзибилен карактер. И ова сакам да го запомните. Значи, пародонт, кој што не е запатен со воспалителни промени, нема пародонтопатија. Сите настанати промени кои што се случуваат и при успешната адаптација и неуспешната адаптација на пародонтот се со реверзибилен карактер. И сите промени ќе доведат до адаптација на пародонтот на новонастаната ситуација, доколку тој не е запатен со воспаление и не е запатен со процесите на пародонталната болест. Секундарен оклузален травматизам, како што веќе спомнав, е оштетување на пародонтот, кое што настанува кога појаки сили делуваат на пародонтот, а тој веќе е запатен со инфламаторно деструктивни процеси. Смалена е способноста за адаптација на пародонтот, засилување на веќе настанатите оштетување на пародонтот, и кај еден таков пародонт дури и физиолошките сили, доколку се подолготрајни, стануваат штетни за самиот пародонт. Кога се разгледува дејството на трауматската оклузија врз пародонтот, особено значајна е Гликмановата концепција. Имено, Гликман се занимавал многу долго со испитувањето, со истражувањето на дејството на трауматската оклузија врз пародонтот и поврзувањето на трауматската оклузија со пародонталната болест. Според Гликмановата концепција, ширењето на инфламацијата од гингивата кон подлабоките пародонтални ткива се менува кога на зъбите делуваат сили со прекумерна јачина. На местата каде делуваат прекумерните сили, според Гликман, ќе се формираат ангуларни коскени дефекти и интракоскени пародонтални джепови. И најчесто, колеги, тоа е така. Кај
пациенти каде што има веќе започната пародонтопатија и присутна е травматска оклузија, набележуваме ангуларни косткени дефекти или инфракосткени пародонтални џебови. Според Гликмановата концепција се разликуваат две зони на пародонтот, две зони кои што се поврзуваат со травматската оклузија. Зона на иритација и зона на кодеструкција. Во зоната на иритација се вбројуваат маргиналната гингива и интерденталната гингива. Кога зборувавме уште на првите часови, спомнавме дека и интерденталната гингива не е припоена за подлогата, исто како и маргиналната гингива. И тие само со едната страна се ограничени со забот и не се зафатени со оклузијата. Оклузалните сили на маргиналната и интерденталната гингива не делуваат. Зоната на иритација во која што спаѓаат маргиналната и интерденталната гингива се подложни само на штетните продукти од денталниот плак. Гингивалната инфламација која што настанува во оваа зона на иритација, повторувам, тука спаѓа само маргиналната гингива и интерденталната гингива, инфламацијата која што ги зафаќа нив не е предизвикана од травматската оклузија, туку само од бактериите присутни во биофилмот. Но што е со зоната на кодеструкција? Во зоната на кодеструкција припаѓаат периодонциумот, цементот и алвеоларната коска. Зоната на иритација и зоната на кодеструкција се одделени една од друга, односно велиме од коронарно се демаркирани зоната на иритација, маргиналната и слободната гингива, од периодонциумот, цементот и алвеоларната коска се одделени со два типа на влакна, со транссепталните и дентоалвеоларните колагени влакна кои што се вбројуваат во колагените влакна на крвното на гингивата. Овие транссептални и дентоалвеоларни влакна се многу значајни, тие го спречуваат ширењето на воспалението од гингивата во периодонциум. Меѓутоа, транссепталните и дентоалвеоларните колагени влакна се загрозени од две насоки. Коронарно од нив се наоѓа зоната на иритација. Таму, под дејство на плакот, е присутна инфламација на гингивата. Освен што се загрозени овие транссептални дентоалвеоларни влакна од инфламацијата, тие се загрозени и од промените кои што се предизвикани во зоната на кодеструкција, односно од оние промени кои што ги спомнував, кои што настануваат во зоната на притисок и во зоната на влечење. Тоа се промените во периодонциумот. Како резултат на зафатеноста од инфламацијата на транссепталните и дентоалвеоларните влакна и од промените кои што се случуваат во периодонциумот по дејство на појаките сили, доаѓа до деструкција на овие транссептални и дентоалвеоларни влакна и нивно паралелно поставување со коренот на забот, при што се овозможува ширење на воспалението директно во периодонциумот, а не во алвеоларна коска. Имено, кога ќе зборуваме за патогенеза на пародонтопатија, тогаш ќе биде спомнато најчесто воспалението од гингивата, доколку се проширува во подлабоките пародонтални ткива, следно пародонтално ткиво кое што е запатено со воспалението е алвеоларната коска. Значи, инфламацијата од гингивата најчесто се проширува во алвеоларната коска, па дури потоа го зафаќа периодонциум. Меѓутоа, според Гликмановата концепција, се менува патот на ширење на воспалението кога е присутна травматската оклузија, поради што се создава вертикална ресорбција на коската и се создават инфракоскени пародонтални џебови. Вертикалниот тип на ресорбција на коската предизвикува посилна расклатеност на забот, што е значаен клинички симптом на оклузалниот травматизм. Еве го тоа што ви го објаснував
на овој слайд, на овие слики кои што ви се прикажани овдека. Ова се трансепталните влакна, за кои што многу ви зборував уште кога зборувавме за анатомијата и хистологијата на пародонтот. Трансепталните влакна, гледате каде се локализирани. Над интерденталниот алвеоларен септум, над алвеоларниот септум, помеѓу два соседни зъби, цврсто фиксирани за цементот на коренот на зъбот. Дентоалвеоларните влакна, еве ги овдека, помеѓу алвеоларниот гребен и цементот на коренот на зъбот, уште ги нарековме и влакна на алвеоларниот гребен, нека не бе буди тоа. Токму овие трансепталните влакна и дентоалвеоларните влакна ги демаркираат зоната на иритација, еве зоната на иритација, ви покажувам слободната гингива и интерденталната гингива на пресек е тоа е зоната на иритација. Зоната на иритација е засегната од плак продуктите и тука е предизвикана, се случува воспаление на гингивата. Од трансепталните влакна и влакната на алвеоларниот гребен или дентоалвеоларните влакна се наоѓа зоната на кодеструкција. Токму овие трансептални влакна и дентоалвеоларни влакна го спречуваат ширењето на воспалението во периодонциумот, ова со црно што ви се кажам. Меѓутоа, кога овие трансептални влакна и дентоалвеоларни влакна ќе бидат засегнати и од инфламацијата на гингивата, и од случувањата за кои што зборувавме претходно во периодонциумот, во зоната на притисок, кај што веќе се случуваат ресорптивни промени на алвеоларната коска, овие влакна се засегнати, се оштетуваат и од инфламацијата, и од промените во зоната на кодеструкција. Воспалението нема да се шири тогаш по самата алвеоларна коска, туку ќе се шири во периодонциумот и ќе настануваат вакви подминирачки ресорптивни процеси, односно коста ресорпција на алвеоларната коска. Тоа е Гликмановата концепција, која што кај најголем број од стоматолозите, колеги, е прифатена. Но постои уште една концепција која што морам да ви ја спомнам, кога се зборува за травматската оклузија и за пародонталната болест, тоа е Верхауговата концепција, која што, според овој автор, имено, травматската оклузија не предизвикува инфракоскени пародонтални дефекти. Според кој автор? Инфракоскените пародонтални дефекти се исклучиво поврзани со инфламацијата, со инфламаторната лезија која што настанува од продуктите на субгингивалниот плак. Според овој автор се смета дека кога бактериите од денталниот плак ќе достигнат поапикално ниво во споредба со нивото на бактериите на соседниот зъб, тогаш ќе настане инфракоскен пародонтален дефект. Погледнете овдека, може би не е идеална сликава, но еве со курсоров ќе ви покажам. Според овој автор, овдека забележувате канин и прст премолар. Погледнете го овој простор помеѓу двата зъби. Гледате дека инфракоскената ресорпција, рентгенолошкиот се забележува, е поизразена на мезијалната површина на вториот премолар. Според авторот Верхауг, во овој дел субгингивалниот плак, бактериите од субгингивалниот плак пристигнале поапикално и затоа предизвикале вертикална ресорпција во споредба со бактериите од субгингивалниот плак на дисталната површина на канинот. На мезијалната површина на премоларот, бактериите од денталниот плак субгингивален пристигнале поднабоко, во споредба со дисталната површина на канинот и затоа има инфракоскена пародонтална дефекција. Искрено спомнав дека според поголемиот број на стоматолози и моето мислење е дека Гликмановата концепција е многу поприфатлива за дејството на травматската оклузија, но сепак и ова Верхауговата концепција треба да се земе во предвид при разгледување на дејството на травматските сили врз зъбите и пародонтот. И врз основа на сето ова достега што го спомнав,
Може да се изведат неколку заклучоци, а тоа се дека травматската оклузија кај здрав пародонт не предизвикува губиток на епителниот и на срдноскидниот притој. И тоа ви го објаснувам доста долго. Предизвикува ресорбција на коска, изголемена луктација, која што може да биде минлива или трајна, во зависност од состојбата на пародонтот. За ресорбцијата и за луктацијата се смета дека представуваат физиолошко прилагодување, физиолошка адаптација на периодонциумот и на алвеоларната коска на настанатите функционални измени, на настанатата потреба за пародонтот да се противстави на војаките сили. И последниот заклучок е дека травматската оклузија кај заболен пародонт делува како значаен кофактор во деструкцијата на пародонталните ткива. Ви благодарам за вниманието.